Почитуван премиер и мои пријатели Албин Курти, премиер на Република Косово, почитувани организатори на социо-еколошкиот форум, почитувани гости од целиот Западен Балкан од регионот, почитувани пратеници од други парламенти кои што се денеска со нас, почитувани пратеници од нашиот македонски парламент, дами и господа. На почетокот сакам да упатам благодарност до организаторите на социо-еколошкиот форум, и тоа до Канцеларијата на Фондацијата Фридрих Еберт во Скопје, Меѓународниот центар Олоф Палме и Прогрес Институтот за социјална демократија. Нивната намера да не собера денеска сите нас тука, да разговараме, да размениме мислење за чиста и зелена иднина за сите граѓани од Западен Балкан е благородна идеја. Особено е значајно што овој форум е почетната точка од која треба да произлезат предлози и иницијативи за одлучни акции против последиците од климатските промени и неодржливи фосилни извори на енергија како најсериозни закани за животната средина, а со тоа и за нашата социоекономска иднина. Во двата мандата на владата што ја предводам е една од нашите централни заложби, почнувајќи од 2017 година, е да ги поставиме енергетските политики во Република Северна Македонија на стабилни, долгорочни основи, базирани на чиста, зелена енергија, за да се овозможат услови за одржлив раст на економијата, на нашата држава, здрава животна средина и нови работни места. Нашиот нов закон за енергетика е целосно усогласен со Европската Унија, со регулативата, како и со енергетската заедница, и овозможува реализација на новата стратегија за развој на енергетиката до 2040 година и националниот план за клима и енергија. Еден од основните принципи на работа на владата е тоа што е зацртано во стратегиите и плановите бргу да биде претворено во реални проекти и во конкретни акции. Токму поради ова донесовме нова легислатива, усогласивме со европските директиви, како нов начин на подршка на инвестициите во фотонапонските централи и во ветерниците. Тоа веднаш беше препознаено од страна на домашните и странските инвеститори, кои веќе ги завршуваат своите фотонапонски електрани, добиени на првите транспарентни и конкурентни постапки за доделување преку процесот на премиуми. Ние сме земја на сонцето, тоа сите го знаат. За жал, во минатото тоа не било искористено соодветно, меѓутоа сега, во последните 4 години, во фаза на градба се огромен број на капацитети. Како што реков, со премиумите реализираме проекти вредни 30 милиони евра, фотонапонски централи, вкупно 62 мегавати. Во Осломе и на местото на стариот јаглено-коп реализираме 110 мегавати фотоволтаици. 10 мегавати сами како држава и 2 пати по 50 мегавати по пат на јавно-приватно партнерство. Вкупната вредност е 67 милиони евра. Овде во овој проект условот за реализација беше по еден вработен од мегават да мора да преземат приватните инвеститори кои што сакаат да ги реализират ваквите мегавати на фотонапонски централи. Значи, 100 вработени одат директно од досегашната јагленова централа во управувањето со новите фотонапонски централи. Имаме на 3 локации низ државата во Богданци, Свети Никола и Демиркапија по 36 мегавати ветерници, 108 мегавати, кои што ги завршија сите постапки за одобрение за градба, со урбанистички планови, експроприации на земјишта и веќе се во почеток на градба. На стариот аеродром во Штип реализираме 360 мегавати со француска компанија, фотонапонски централи, проект вреден 200 милиони евра. Со германска компанија во областа на Куманово, Крива Паланка и Старо Нагоричане реализираме 415 мегавати ветерници, проект вреден 500 милиони евра. Правиме трансформација на термоелектраната Неготино, ТЕЦ Неготино
од мазут на природен газ, а во иднина на хидроген, од 220 мегавати, проект вреден 60 милиони евра. Митилинеос, грчката фирма, ги заврши сите постапки за воспоставување на втора гасна централа овде во Скопје, проект вреден 100 милиони евра од 110 мегавати со топловодна мрежа за покривање на 1/3 од главниот град. Во Александрополи, во Грција, влеговме како земја во проект вреден 600 милиони евра, каде што се гради голем гасен терминал на LNG или Liquid Natural Gas, но и 800 мегаватна гасна централа, во која што Северна Македонија ќе учествува со 25%. Во Штип, во областа Три Чешми, во моментот се преговара за нови 450 мегавати фотонапонски централи, проект вреден 280 милиони евра. Во Битола, на местото на трите блока на јаглен, каде што во моментот се произведува 72% од нашата енергија, планирано е да се изгради 2 пати по 200 мегавати гасна централа и дополнително 160 мегавати фотонапонска централа, директно за згрижување на вработените од јаглените централи во новите извори на енергија. Еден од најголемите проекти е Чебрен со Орлов мост, проект вреден 700 милиони евра. Влегуваме во завршна фаза од втората фаза и последна фаза на избор на партнер на државата. Се работи за хидроцентрала до 350 мегавати, каде што поминаа 9 огромни европски и светски компании со кои што во моментот се преговара. Обезбедивме дополнителна локација од 50 мегавати во областа Миравци на грчко-македонската граница. Истовремено, потпишавме договор со Европската делегација и со Европската банка за обнова и развој за Just Transition или праведна транзиција, каде што треба дополнително да направиме напори за да сите кои што во периодот до 2030 година со конечното затварање на гасните централи во нашата земја, кои што ќе останат без работа, да бидат згрижени и да бидат навистина соодветно распоредени. Ова е пример и за останатите земји во регионот на Западен Балкан и Југоисточна Европа. Со помош на Европската делегација во Скопје, навистина работиме на диагноза, на праведна транзиција на јаглените региони во Северна Македонија, која треба да биде и економски и од социјален аспект со успешни резултати. Во меѓувреме не чекаме и го чекориме патот на исполнување на зелениот договор на Европската Унија за заеднички да ја исполниме зацртаната цел. Таа е цел и наша и на Европската Унија. Деновиве донесовме исто така закон за стратешки инвестиции за големите инвеститори, да ја препознаат заложбата на владата и да бидат похрабри во донесувањето на одлуките за инвестирање во Република Северна Македонија. Секој што ќе инвестира над 50 милиони евра, посебно во обновливите извори на енергија, има можност да постигне спогодба директно со владата и таа спогодба оди во парламентот, која што се преточува во закон и со тоа се добива брза трака за реализација на самата инвестиција. Сето ова во однос на инвестициите е резултат на нашата стратегија за развој на енергетиката до 2040 година. Нашата посветеност кон зелената агенда предвидува имплементација на програмата Праведна транзиција, која што ни е севкупна водилка во сите овие огромни мегаломански проекти, кои што треба да донесат нови извори на енергија за Северна Македонија, за целиот регион и за европскиот континент, но пред се водејќи грижа за аспектот на работниците и вработените во досегашните комбинати. За овие наши активности Европската заедница јавно ги пофали сите наши напори, успеси и посветеност за сето тоа што е направено досега во енергетскиот сектор, бидејќи сме прва земја на Западен Балкан која што го стори сето тоа. Ова за нас е показател дека добро сме ги сработиле реформите, сме ја донеле потребната легислатива и сме создале услови за инвестирање. Тоа е суштината на постојањето на владите и администрацијата. Да создаваат фер услови за инвеститорите, да создаваат нови работни места и да создаваат здрава животна средина со безбедна иднина.
Почитувани, во услови на здравствено-економска криза предизвикана од COVID-19, покрај справување со ефектите од пандемијата, владата и економските ресори прават максимални заложби и ја следат состојбата во што најмногу се вложува во светот. Токму енергетиката и енергетската ефикасност заедно со дигитализацијата и сите други високи современи технологии се иднината на развојот. Дополнително, во чекор со нашите заложби и осогласување на регулативата со Европската Унија, го донесовме и новиот закон за енергетска ефикасност, кој возможува реализација на потребните инвестиции и мерки во областа на енергетската ефикасност, следејќи ги сите позитивни примери од земјите на Европската Унија и регионот, како енергетската ефикасност донесува корист на повеќе нивоа, како за граѓаните, така и за економијата воопшто. Од тој аспект можеме да се пофалиме дека првите возила на хидроген за чистење на улици и јавно чистоќа се токму произведуваат во Република Северна Македонија и се извезуваат насекаде по светот. Градиме огромна инфраструктура вредна 140 милиони евра за хидроген и за природен газ, каде што работиме на интерконекторот со Грција, а правиме физибилити студија со Република Косово и со Република Србија. Исто така, по 10 милиони евра годишно инвестираме во инвертер клими, за да ги откажеме нашите граѓани од загревање и системите на загревање со фосилни горива. Сите јавни институции презедоа обврска до 2025 година да поминат на газ или инвертор клими или други извори обновливи на енергија. На 80 објекти, училишта, детски градинки и слично се поставени фотонапонски централи. Стартувавме со проектот за енергетска ефикасност со Светска банка вреден 25 милиони евра и развиваме огромен број на проекти со кои што работиме паралелно и на енергетската ефикасност. Сакам да напоменам, и со тоа ќе завршам, пред нас се бројни предизвици, национални и регионални, кога станува збор за приклучувањето кон глобалната енергетска транзиција. Новите технологии во обновливите извори, енергетската ефикасност, гасификацијата, но тоа се секако неизбежни инвестициски процеси кои носат бенефит на долг рок. Затоа веќе ги направивме првите сериозни чекори во таа насока. Примената на обновливите извори на енергија и енергетската ефикасност паралелно се дел од рамката на реализацијата на Зелениот договор на Европската Унија, кој има јасна цел – климатски неутрална и поотпорна Европа до 2050 година. И нашата земја го поддржува Европскиот зелен договор за одржлива економија преку претварање на климатските и еколошките предизвици во можности и правење на транзиција праведна и инклузивна. Благодарам на сите и останувам денеска на располагање да учествувам во сите овие дискусии, секако и за сите ваши прашања. Благодарам.